вечер започнува уште едно издание на Урбаните вести. Во МНТ денеска со свечена академија и промоција на книгата Камбана, дипломатијата на Пупин, се одбележаа 160 години од раѓањето на Михајло Пупин, физичар, научник и дипломат. Томислав Атанасовски беше таму. Со свечена академија и промоција на книгата Камбана, дипломатијата на Пупин, денеска во Македонскиот народен театар се одбележаа 160 години од раѓањето на Михајло Идворски Пупин, физичар, научник и дипломат. Најголемата поддршка за организацијата за учествувањето на Пупин, чии предци имаат потекло од Вевчани, доаѓа од заедницата на власти во Македонија, со значајна поддршка и од амбасадите на Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и на Шведска во државава и Македонскиот народен театар. Српскиот публицист Желјко Шајн во книгата која за македонскиот пазар ја издава Панили, ја опишува дипломатската работа на Пупин како генерален конзул на Кралството Србија и на Југославија, користејќи историски и биографски факти. Пупин е светски познат научник, но малку се знае за неговата дипломатска активност. Акцент се става на посветеноста на Пупин на Париската мировна конференција во 1919 година, каде што со помош на претседателот на САД Вудроу Вилсон беа издействувани границите на Кралството Југославија. Книгата го содржи меморандумот со кој се зачувани границите на Македонија, која според Лисабонскиот договор требаше да биде преполовена. На свечениот настан за ликот и за делото на научникот со светско реноме говореше и претседателот на Македонија Ѓорѓе Иванов и претседателот на Македонската академија на науките и уметностите академик Владо Камбовски. Пред 160 години се роди еден човек во кој беа сплотени сите овие вредности, способности и одлики. Потекнувајќи од влашко семејство кој од Москополе преку Вевчани во Македонија се насели во Идвор во Србија, Михајло Пупин стана успешен во Америка, од каде започна да го менува светот. Тоа не треба да не чуди. Балканот од секогаш давал големи луѓе кои со своите идеи, визии и дела ги надминуваат етничките, политичките и државните граници и го задолжуваат целото човештво. Македонија е среќна што е дел од тој балкански духовен, културен и креативен простор. Затоа, како претседател на Република Македонија, ми представува чест да се придружам кон одбележувањето на овој значаен јубилеј 160 години од раѓањето на Михајло Идворски Пупин. Благодарни сме му на господинот Желјко Шајн, кој во книгата Камбана расветлува помалку познати, а сепак многу значајни аспекти од животот на овој голем човек. Извадоци беа презентирани преку театарско парче од 45 минути кое го играа Емил Рубен како Пупин, Сабина Ајрула Тозија како мајката на Пупин и Никола Ристановски како Вудроу Вилсон и австро-унгарскиот амбасадор Константин Думба. Во музичкиот дел настапија оперските певици Ведрена Симич од Хрватска, Лилјана Миловановиќ Јовановиќ од Србија и Билјана Стефансон, која е сопруга на шведскиот амбасадор во Македонија, Бане Крстич со групата Гарави Сокак и македонските фолк пеачи Наум Петрески и Ефто Попиновски. Она што за србите е Никола Тесла, за македонците секако е Михајло Пупин, американски научник со македонско потекло, кој што по Првата светска војна се обидел да помогне во решавањето на македонското национално прашање. Од 18 до 22 јуни ќе бидат прикажани најнови остварувања од француската кинематографија во рамки на овогодинишниот 7ми поред фестивал на француски филм. Добитник на Златната маска оваа година е режисерот Фредерик Шендорфер. Со филмот Ке Дорсе во режија на Бертран Таверније, снимен минатата година, во среда во Кино Милениум ќе почне 7миот фестивал на француски филм. Од 18 до 22 јуни ќе бидат прикажани најнови остварувања од француската кинематографија, 9 долгометражни, 4 кратки и 1 документарен филм на неколку локации во Скопје, а на 19 јуни ќе има и проекција во Охрид. Златната маска на фестивалот оваа година и за режисерот Фредерик Шендорфер. Кому свечено ќе му биде врачана во недела на затварањето на фестивалот, кога ќе биде прикажан и неговиот филм 96 часа, актуелен хит, снимен оваа година. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска рече дека фестивалот на францускиот филм е централен настан кој афирмира француската култура во Македонија. Седмото издание на фестивалот на францускиот филм го продолжува континуитетот на претходните изданија на манифестацијата и ќе ни понуди звонредно квалитетен избор на филмови. И тоа 9 долгометражни,
4 краткометражни и 1 документарен филм. Навистина радува податокот што и оваа година ќе продолжи традицијата француски синеасти со забележително реноме да ја посетат нашата држава. По присуството на големите легенди Клод Лелуш, Шарл Азнавур, Паскал Тома и Ив Боасе, оваа година македонската јавност ќе има можност да се сретне и со актерите Жаки Бероае и Жозефин Демо, како и со филмскиот композитор Бруно Алексиу. Фестивалот го организира амбасадата на Франција во Македонија. Амбасадорката Лорен Суер истакна дека тој е клучен настан во културната размена меѓу Македонија и Франција. Nous n'aurions pas pu tenir une opération aussi importante sans le soutien inconditionnel de la ministre. Фестивалот на францускиот филм во текот на сите овие изданија се зголеми, се прошири. Фестивалот оваа година ќе се одржи од 18 до 22 јуни 2014 година. И она што значи исто така и промена ќе биде во градот Скопје, во градот Охрид и ќе се одржи во повеќе филмски сали и простори. Ако филмот, фестивалот на францускиот филм доби во интензитет, доби во големина, тоа е токму поради тоа што оваа година ние си зададовме како задача повеќе работи. Пред се да презентираме една селекција на филмови кои што е насочена кон широката публика, да иницираме средби со гостите на фестивалот, средби за кои што се надеваме дека ќе овозможат, како што тоа го најави господјата министер, значи подпишување на еден договор за копродукција помеѓу двете земји, но исто така оваа година се наоѓаме и во година во која што се обидуваме да ја направиме да го на некој начин вратиме нашиот долг кон колективното паметење. Nous mettrons l'accent sur une production. Оваа година фестивалот ќе се одржува во Скопје и еден ден во Охрид. Амбасадорката Уер рече дека се обидуваат преку востановениот француски киноклуб филмовите да ги прикажуваат преку целата година во повеќе градови низ Македонија. Во Македонија недостасува стручен кадар со средно образование, информираше денеска Стопанската комора на Македонија. 60% од фирмите во Македонија бараат средно стручен кадар, додека само 10% бараат високо образовани работници. Деталните урбанистички планови кои се јавни документи во општина Центар стана и реално во целост достапни. Со еден клик на веб страницата на општина Центар граѓаните можат да имаат увид во секоја градежна парцела и да ги проверат параметрите за изградба. Сите детални урбанистички планови се внесени во системот и од базата на податоци со еден клик се вадат изводи од дуповите. Се работи на воведување и во другите сектори освен урбанизмот. Секторот за градежништво и уредување на градежно земјиште веќе започна со полнење на базата на податоци. Што пред малку имавме можност да го видиме беше прилогот на колегата Томислав Атанасовски, а токму во овој момент ќе го видиме прилогот кој што го најавив пред малку за Стопанската комора на Македонија. Наместо преквалификувани млади луѓе подготвени во секој момент да ја напуштат државата, македонската економија има потреба од средно стручен кадар со посебни вештини, велат компаниите. Затоа е неопходно сериозно редефинирање на образовниот процес, повторно воведување висши школи и запишување на постдипломски студии по минимум 2-3 години поминати во реалниот сектор. Бизнес секторот укажува дека голем проблем е и мобилноста на работната сила поради лошата мрежа на локални патишта, што резултира со нула стапка на невработеност во некои општини, за сметка на други каде речиси никој не е вработен. Антони Пешев, председавач на собранието на Стопанската комора, истакна дека од анкетираните фирми преку 60% се изјасниле дека бараат средно стручен кадар, а неполни 10% високо образован. Македонија и покрај високото ниво на невработеност има исклучително лоша адекватност на работната сила во однос на потребите за своите економски субјекти. На тоа треба да се додаде и лошата традиција во делот на мобилноста на работната сила во Република Македонија, каде според оценките и наши и на сите релевантни субјекти кои го имат истражувано пазарот на работната сила во Македонија, мобилноста на работната сила во Македонија се наоѓа на
скоро најниското ниво во светот. Од испитаните членки на Стопанската комора на Македонија, преку 60% од компаниите кажале дека имаат потреба од среден стручен кадар, образован, а само 10% од компаниите, малце повеќе од 10%, кажале дека имаат потреба од високо стручен кадар. И Светската банка во последниот извештај потврдува дека компаниите во Македонија се соочуваат со тешкотии да најдат луѓе адекватни на нивните барања. Председателот на Советот на странски инвестиции Хуан Педро Хименес Наваро посочи дека во Македонија се уште е предизвик да се најдат соодветни работници кои одговараат на потребите на фирмите. Советот на странски инвеститори спроведе анкета помеѓу своите членки и увиде дека постои потреба за специјализирани технички профили. Општите квалификации на работната сила се на ниско ниво, а се уште е предизвик да се најдат соодветни работници кои што одговараат на потребите на фирмите. Одговарајќи на новинарско прашање дали можеби и бизнис секторот кој нуди минимални плати е одговорен за одлевањето на младите кадри од земјава, пише в состав дека одредени компании навистина го злоупотребуваат делот на трудоинтензивна работна сила поради големата невработеност. Тој смета дека Македонија не треба да се промовира како земја со најниски приходи по вработен. Ако државата сака да ја продолжи таквата политика, треба да најде начин како тоа да го субвенционира, заврши Пешев. Ние знаеме дека Македонија се наоѓа во Европа и дека цените на работната сила не може да бидат на нивото кое се наоѓа сега. Меѓутоа факт е дека во значаен дел на компаниите кои имаат дефинирана политика на вработување која е соодветна на просечниот личен доход во Република Македонија, овој тип на проблеми се појавува. Значи вие сте навистина во право за одреден број на компании кои го злоупотребуваат делот на трудоинтензивна работна сила заради тоа што има голема невработеност, меѓутоа прашање е на секунд кога целата таа приказка ќе се отвори заради тоа што има сериозни компании кои не се ослонети само на ефтината работна сила, него имаат исклучително високо ниво на додадена вредност. Ќе ве потсетам на компании кои директно произведуваат финален производ или базична индустрија како е ArcelorMittal и останатите кои извезуваат од Македонија реална вредност. Познатата скопска сендвичара со долгогодишна традиција Чичко Стоилко, како и останатите сендвичари кои што се наоѓаат на истата локација, денеска заминаа во историјата. Поради реконструкција на зградата на Евана и Елем, денеска се отстрануваа сите 4 времени објекти на плоштадот во Скопје. Надлежните од општина Центар реагираа со соопштение во кое се вели дека е постапено по решение донесено од претходното општинско раководство во 2011 година. Собствениците претходно ги добиле писмените решенија за отстранување на нивните времени објекти. Најава за нивно отстранување имаше уште пред неколку години, поради уредувањето на просторот со околината која е главно во духот на проектот Скопје 2014. Сепак, љубителите на брзата храна да не стравуваат, бидејќи Чичко Стоилко ќе продолжи да работи, но на друга локација. Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар по 7 пат го организираат големиот мултимедијален спектакл "Види музика, слушни слика, доби книга", кој ќе се одржи на 19 јуни во градскиот парк во Скопје. Оваа година, соопштија од Македонската филхармонија, концертот е символично насловен со танц низ светот, а со оркестарот на Македонската филхармонија ќе диригира гостинот од Бугарија, диригентот Мартин Пантелеев. На програмата се бројни танци од класичната музичка литература за симфониски оркестар, компонирани од маестралните Чајковски, Брамс, Дворжак, Бенштајн, Штраус, Бородин, Росини, Дефалја и многу други. Музичкото патување со звуците на музиката ќе ги однесе присутните на сите меридијани, представувајќи им стандардни танцови форми како валцер, менует, полонеза, полка, но и ориентални и страствени танци, кои сигурно ќе натераат публиката да танцува во нивниот ритам. На големи платна својата инспирација од музиката ќе ја принесат ликовните уметници Менсур Бојда и Владимир Симеонов, а ќе бидат поделени и 20.000 примероци од книгата Вита Бревис, писмо на Флорија Емилија до Аврели Августин, од култниот норвешки писател Јостен Гордер.
Види музика, слушни слика, доби книга. Е несекојдневен празник на културата и уметноста, кој секоја година во градскиот парк привлекува многобројни граѓани кои уживаат во музиката и ликовните перформанси, стои во соопштенијето од Македонската филхармонија. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полноќ се зголемуваат за половина денар по литар, а цената на дизел горивата останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати, во просек за 0,44 односно за 0,31%. Новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 81, а на Евросупер БС98 82,5 денари за литар. Малопродажната цена на Евродизел останува 68, а на екстра лисното масло за домакинство 57 денари за литар. Како причина за зголемување на малопродажната цена на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 0,49% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 2 недели и за 0,86% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Македонската репрезентација ја декласираше Грција со 35-23 и обезбеди пласма на светското првенство во Катар 2015 година. Аргентина ја победи Босна на светското првенство во Бразил со 2:1, а кошаркарите на Сан Антонио се новите владители во НБА лигата. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.